Кредити за скапи автомобили се вадат масовно. За само една година дури 5000 граѓани станале сопственици на автомобили поскапи од 15.000 евра. Овој тренд е се поголем и во однос на 2015-та, например, бројот е речиси двојно зголемен. Во услови кога сите економски параметри насочуваат на несоодветен брз развој, високи кредити и тоа за автомобили има се повеќе. Тука имаше пред 20 години само Фичо, Ренолче, Шкода, некој тука. Сега гледаш кола до кола. Не може да поминеш. Повечко коли има, а викаме сиромасни луѓе. Не е точно за мене. Како сиромаштија, кажи ми ти оваа кола нещо не? Нека е 500, нека е 1000 евра. Али реде. А вика сиромаштија, нема сиромаштија кај нас во Македонија. Ако немаш пари, не тебе ти кредитот дај треба тебе се плаќа. Па да ти кажам, ако немаш пари, а имаш потреба, тогајто ќе земеш кредит, ако можеш да го отплаќаш. А иначе, ако немаш толку потреба, не би требало да си имаш. Каматата е голема. Ако се задолжат, каматата е голема на поготово купување на коли. А ако они примамливо кажуваат дека каматата е мала, ама фактички да ги примамат, а после покачуваат ја. Освен за автомобили, зголемен е бројот на кредити и за купување на недвижности со вредност поголема од 15.000 евра. Лани такви актови завериле речиси 27.000 македонци. Тоа значи дека луѓето не сакаат да ги трошат парите што ги имаат сега, туку ги инвестираат во недвижности за да ги трошат во некој иден период. А конкретно инвестирањето во недвижности значи сигурна заштеда, од причина што недвижностите кај нас бележат тренд на пораст, дури и кога има некои кризни периоди, кога има стагнација во стопанството или во општеството, некои кризни ситуации, сепак недвижностите не ја губат вредноста. Значи, тоа е еден вид заштеда која наместо во банките ја остваруваат преку купување или вложување во недвижности. Освен за автомобили и недвижен имот, мал број на македонци внимание со 15.000 евра посветили на својот живот. Имено 234 лица склучиле животно осигурување, за што некои платиле по 15.000, а некои по 20.000 евра. Но ова треба да се додадат и граѓаните кои многу повеќе платиле за осигурување на нивниот имот. Овие податоци барем за малку даваат друга слика за состојбата кај нас, но нивната веродостојност е потврдена од банките кои за сите поголеми трансакции од 15.000 евра ја известуваат управата за финансиско разузнавање.